Благодарам. Председателе, почитувам колега Велковски, интересни сте, а нешто добро помине во јавноста, одма тоа СДСМ го направило, како интервентниот фонд, кога заборавивте дека ние предложиме амандман, како минималната плата, кога заборавивте дека под притисок на синдикатите донесовте, тоа што СДСМ е. А нешто е лошо, одма не сме ние, вика, не е владата, тоа професорите. Сега не знам овие професори што ги спомнавте, како Рашковски се професори? Или како овој Кочан Ѓушев се професори? Овие што исплячка се живо и диво одржава, такви професори ги зборувате или не? Почитувам колега Велковски. Вака интересна дебата имавте со колегата Стојановски и ме спомена Стојановски во делот на планот на владата, дека нели се собираат таму, седат и чекаат што Вучич ќе направи. И знаете што е интересно? Па иста обврска да му помогнат на овој народ имаат и Вучич и Ковачевски. Ни едниот, ни другиот не ги гласале овој народ. Така што вака исто си ги преципираат, очигледно. Спомнувате таргетирани мерки. Кои таргетирани мерки? Ниту министерот, ниту заменикот, ниту еден говорник од власта, ниту вие не кажавте кои се тие мерки. Сега, ќе алоцирате пари, предлагате буџет, а на што ќе се трошат тие пари? Ќе чекаме да се смилува некој од владата за да ни каже. И се очекувате, вие можеби сте навикнати како гласачка машина да кликнете таму зелено копче, ама ние не сме. И сега не може да очекувате да гласаме на Жими Мајка. Излезете и кажете, владата со оваа ставка, овие пари, толку милиона денари планира да потроши на оваа мерка, таргетирана. Толку милиони од таа ставка планира да положи на оваа мерка. Мерка ќе се проведува вака, така. И ќе дебатираме, можеби ќе ги подобриме, па ќе гласаме можеби. Вака, дајте ни ние пари на владата, па она ќе одлучи што ќе прави утре. Или, како што рече Стојански, ќе чека овој Вучич да се смилува. За јавниот долг зборувавте. И тука морам да кажам нешто со кое што не се сложува. Знаете зошто? Затоа што пуштате некоја теза дека јавниот долг бил стабилизиран, дури вчера слушнавме овдека и податоци дека јавниот долг бил намален. Ете така. Апсолутно. Значи, во соодносот на јавниот долг, представен релативно во однос на бруто домашниот производ, се намалува. Ама знаете ли зошто? Затоа што поради ефектот на зголемените цени, поради ефектот на инфлацијата, проектираниот бруто домашен производ е висок за 22 година. И кога се пресметува како сооднос јавен долг и БДП, нормално е да биде намален. Затоа што инфлацијата ви го јаде тој јавен долг како процент од бруто домашен производ. За да биде поедноставно за јавноста, затоа што се фалите дека сте намалиле некако јавен долг, затоа што можеби ете не секој се разбира во сооднос на јавен долг, бруто домашен производ и натаму, затоа што тоа е манипулација. Манипулација за јавноста, меѓутоа можеби пошироката јавност не знае. Јас вака ќе ви кажам, од 2006 до 2016 година имаме кумулативен раст на за јавниот долг во износ од 2,9 милиарди евра. Значи за 10 години јавниот долг се зголемил за 2,9 милиарди евра. Ова точно или не е точно? Точно или не е точно? Од 2017 до 2022 година, значи за 6 години, кумулативен раст јавниот долг во износ од 3,7 милиарди евра. Значи некој за 10 години зголемил 2,9 милиарди евра, некој друг за 6 години зголемил 3,7 милиарди евра. И сега инвестиции нема. Од 2017 буџетите и истите описи на проекти со последниот од 2021. Уште ќе градите Кичево Охрид, уште ќе градите Блаце, уште ќе гасифицирате, уште ќе правите градинки исти, уште ќе овие што ви се срушува, исто. Ништо нема мрднато во инвестиции. А во претходните години се гледаат. Сега вас ви се допаѓале, не ви се допаѓале, биле убави на изглед, не биле убави на изглед, се гледаат и инвестиции. Вашиве не се гледаат. Сега треба да одговорите кај се парите.
Ако сте вие професори ве како Рашковски и Анđушев, интересно. Сега, идеме во делот на она што го зборувавте како ребаланс на буџет. Зборувавте за мерки кои што поминале. Зборувавте за мерки кои што се константа. Зборувавте за субвенции, супер, и тоа се одлични мерки. Ама ние сега, како образложение за овој ребаланс, имаме истиот да биде одговор на предизвиците кои што моментално се справуваме. Значи, моменталните предизвици, како што се, да речеме, дали овој ребаланс на буџет ќе направи фискална одржливост. Како што, нели, вака ги зборувате тезите. Својот долг од 1 милиарда и 315 милиони евра, дали може да кажеме дека овој ваков ребаланс предизвикува фискална одржливост? Треба да одговориме на предизвиците во делот на дали овој ребаланс има одржлив модел на раст. Во делот на инвестициите зборувате овдека, не знам, 100 фотоволтаици, зелена агенда, трансформација, а потоа зборувате како опаднало производството на електрична енергија и се служувате. Значи, дали имаме ние како држава, сега зборам, вие како влада, план за инвестиции? Кај ќе се инвестира? Еве ставате во гасовод пари повеќе. Кој гасовод ќе се прави? Ќе се поврземе ли со Грција? Од 2017 ви стои гасовод со Грција интерконективен. Ако сакате, ископирам сите буџети, прочитете. Интерконективен гасовод со Грција, влада на СДСМ и ДУИ со секој буџет и ребаланс на буџет го ветува. Значи, дали имаме такав модел на раст ние овде како држава? Значи, супер што се субвенционира ѓубриво. Супер. Одлична мерка. Ја поздравувам. Имаме ли ние стратегија за раст на оваа држава? Предвидливост на стопанството за оваа држава? Нуди ли овој ребаланс такво нешто или не нуди? Јас мислам дека не нуди затоа што не гледам инвестиции. Никакви инвестиции не гледам. Од суштинска работа, смисла. Имаме енергетска криза, сите ја зборувате овдека. Дали овој ребаланс на нас ни нуди енергетска сигурност? Има ли стратегија во него? Што ќе се субвенционира? Колку ќе се субвенционира? Во колка обем? Какви се тие мерки? Колку пари ќе начини? Да знаеме. Да знае стопанството, да знаат граѓаните, оние што го полнат буџетот, да знаат дали овој ребаланс нуди енергетска сигурност и дали овој ребаланс ќе одговори на стравувањата кои што ги има нашата јавност. И на крај, зборувавте за храна. Дали овој буџет ќе ни обезбеди сигурност во делот на снабдување со храна, она со што се занимава цела развиена Европа? Ја спомнавте Агенцијата за стокови резерви, буџетот е зголемен за 4 пати. За 4 пати е зголемен буџетот на Агенцијата за стокови резерви. Зашто ќе ги користи овие пари? Има ли храна, има ли стокови резерви, нема ли, ќе ги пушта ли во оптек, нема ли да ги пушта, ќе набавува ли нови, има ли договори со добавувачи во наредниот период, посебно во делот на пченицата. Ова се суштинските моменти затоа што е предложен овој ребаланс и очекуваме да одговори на овие предизвици. Инаку, не знам зашто друго би зборувале, освен за она што е актуелно моментално. Благодарам. Благодарам.